видоа и граѓаните дека секако има работи за кои што не само што не се преговара, туку не се ни разговара. И јас се надевам дека на нашите пријатели, јас зборувам за пријатели заради тоа што бугарскиот народ е пријател на македонскиот народ, јас со тоа и нивното управителство, дали е владата, председателот, па дори опозицијата, треба да знаат дека правото на самоидентитет, правото на определба, правото на свој мајчин јазик е свое наше собствено универзално право, загарантирано со меѓународни договори, со универзалните човекови права и се. И реков и вчера и денеска ќе повторам, знаете, Европа во своите фундаментални вредности, во своите европски вредности е експонент и пример за многу убави работи. Една од тоа е дека ги развива, негува сите различни европски идентитети. Впрочем, и тој европски идентитет ние овде го негуваме со сите своји различности. Нашата земја е Европа во мало, со различни идентитети и во етничкиот смисол на зборот, и ние очекуваме Европа исто така да го негува и чува нашиот македонски идентитет и нашиот мајчин македонски јазик. И сега зборев и вчера, зборам и денеска, губиме точно и Бугарија, и Северна Македонија, но најмногу губи Европа ако се откаже од ова. Она кое што треба да биде јасно дадено на знаење дека друг пат, освен патот кон полноправно членство на Европската унија, нема. Ние остануваме фокусирани целосно на тој пат, но апсолутно знаеме до каде се разговара. Јас сум македонец, јас сум роден македонец, сум израснат како македонец. Граѓаните кои што ги чувствуваат овие горчини кога се случуваат некој пат, некој кој ги предизвикува нашите чувства, ги чувствувам јас секојдневно. Иако сум одговорен и знам дека јас сум прво должен да ги отварам патеките, да го правам патот, да го пробивам снегот, за да можеме навистина да градиме искрено пријателство, но секако сето тоа мора да биде обострано од двете страни. Пријателството, знаете, дури за танго треба двајца.